Денеска ќе зборувам на тема дал вас ова ви се случува, може да ми дадете коментар, може би не е реално ова за вас, ама ке многу луѓе што сум ги видел е дека во фамилијата некогаш потешко е човекот да дојде до разбирање отколку да го разбере некој кој што е надвор од неговата фамилија. Дека некогаш потешко му е да дојде до разбирање во самата фамилија отколку надвор од фамилијата. Дали ви е тоа реално? Дал тоа ви се случило и на вас? Предпоставам, зашто има околу 150 луѓе, предпоставам дека е реално, ама не знам дали е. Така да, дали е реално тоа за вас? Дали е реално дека луѓето во фамилиите некојаш по-тешко доаѓаат до разбирање отколку со луѓе кои што се надвор од фамилијата? Да. Океј. Се целата идеја е зошто е тоа така? Моја точка на гледиште, што не мора воопшто да е вистина, ама е точка на гледиште кое што би сакал да ја споделам, за да може да помогнеме, за да може човекот да разбере и да не се секира толку многу, затоа што знаете што разбирањето ви ја дава слободата. Океј. Да. Берат, благодарам. Океј, значи, точно е дека луѓето во фамилиите некојаш и потешко не разбираат од некој кој што се надвор од фамилијата. Океј. Ајде вака сега да објаснам некои работи. Прво, може би ова што ќе го кажаме реално, може би ова што ќе го кажаме нереално, за вас но ќе кажам некои работи и некои нешта кои што мислам дека се вистина. Дали на Facebook само се слушаме? Сакам да знам само дали има добар сигнал на Facebook. Дали на Facebook имаме добар сигнал? Дали ме слушате што зборам на Facebook? Султанка, да. Се не знам дали е дато за тоа што го поставив претходното прашање или за ова се што го прашувам. Дали на Facebook ме слушате добро? Силвана вели дека не ме слушате или дека не е реално. Пишете ве слушам. Добар сигнал има. Добро, фала. Одлично е. Добро, се слушам. Сега, гледайте. Ако се вратиме на она што го зборев во претходниот лајв, ако не бевте на претходниот лајв, да не се повторувам, ве молам, одете на претходниот лајв. Лајвот е на самиот Facebook и на самиот Instagram, може да го изгледате лајвот, каде што зборував за среќа, но зборував за еден концепт кој што имам прочитано од филозофот Хабарт, исто се вика биди, прави, имај, и објаснував таму во тоа видео, има објаснување убаво направено дека кога човекот ќе добие нешто, нели он бива, па прави, па има, и кога ќе го добие тоа нешто, кога некој нешто ќе добие и кога станува негово, дека во суштина му се менува енергијата на полоша. И дадов пример, може би има некој момче што сака да ја добие девојката, пред да ја добие девојката, која не е негова, кога ја и се додворува, кога сака да ја освои и така натаму, он има многу добри манери, многу е сконцентриран. Вниманието е секогаш на неа ставено, ама кога ќе ја добие, ќе стави прстен и ја има и е негова, знае да не остане ист како што кога ја запознал. Исто се случува и со девојката. Девојката пред он да ја освои све правила за него, се шминкала, се дотерувала и што вика еден пријател мој кога ќе го освојат или девојката кога ќе го освои дечкото и нема вкус на мандарина карминот више, зашто може би и не се ни шминка или може би почнува да смета како дише, како мљацка, све и смета, како жвака. Сега, тоа е затоа што го има освоено и она што го зборевме, дека рековме дека треба да го имаме некого и да чувствуваме дека го немаме, за да мораме да се трудиме за него, така да нештото кога ќе го освоиме и станува наше, тогаш се опуштаме во однос на креацијата за него. Истото се случува со работата. Ќе видите ново вработен, секојаш се труди да креира, да допринесува, ама кога имате некој човек што е 20 години работа и клати врата зиме плата, тој не допринесува на компанијата, одмага многу честни исклучоци, но честопати повеќе одмага. Зошто? Поради тоа што нема цел, поради тоа што нема нова цел. Сега, кога станува збор да кажеме за фамилиарни односи, брачни односи, секојаш мора да имаме заедничка нова цел, заедно сопругот да имат заедничка нова цел,
за да можат да креираат и да имаат чувство дека не се власници у наводница, зашто не можете битие да поседувате, ама човекот почнува да размислува така дека го поседува тоа и дека е негово тоа. Сега, да ви дадам пример. Мајка ми, шампионка жена, беше феноменална жена и како и татко ми. Ама мајка ми ке не речеше некојаш, гледате ги комшиеве, гледате ги роднини ми, тие стварно беа фантастични, темек да се угледаме на нив. А ме ќе речев, мамо, ти да се однесуваш кон нас као кон нив, ќе беше исто бољи и она, знаете што ми каже, па вие сте мои. Демек, ако некој е твој, ти нема потреба да имаш манири за него, поради тоа што си го освоил твое. И кога ќе стане нештото твоја своина, обично го отпуштаме негативниот дел од нас, кои што се негативни манири, негативни комуникации, викање, дисреспект и така натаму, кои што претходно сме го немале кога нештото не било наше. Разбирате? Сега, ако човекот, Добрица Талевска, добро утро за вас, добро вечер за нас, Сиднеј, поздрав. Ако човекот чувствува дека нештото го нема, колку често ви се има случено следново? Имате некое дете, тинејџерче, и може би по дома ништо не правим, пркоси на родителите, со непочит збори кон нив и така натаму. Тинејџерска работа, нека и секој тинејџер, ама знае да биде присутна кај тинејџериве. И она што се случува, ќе излезе тинејџеров надвор од фамилијата, ќе отиде кај, не знам, некои пријатели или ќе излезе надвор од дома, ќе се дружи со некои други луѓе или ќе отидат на некоја прослава. И он на таа прослава, кога не ги знае другите луѓе, он е многу учтив. И ќе дојде некоја жена и ќе каже на мајката, леле, каков прекрасен син имаш, или леле, керка ти колку е со добри манири. Мајка се вика, што збори ченава? Добри манири, чекај да го видиш дома. Се гледате, дома, кога ќе дојдат луѓето дома, они се опуштаат и поради тоа што се опуштаат, ги немаат добрите манири. Сега, нашата фамилија е дома, нели? Ја дадов еднаш пример, ќе дојдеш дома и имаш, не знам, капут, имаш кравата, имаш сако и ќе го оставиш, кога ќе влезеш дома, сакото и краватата и кошулата на закачалки, така ги оставаш манирите у плакар и ќе облечеш некој скинат дуксер, некоја, не знам, тренерка која што е не знам, испомачкана од храна и така. Са ти се опушташ дома и влагаш во еден идентитет кој што не е најсјаен, не е тој идентитетот на кошулата и краватата како кога си надвор, нели? Може да имате некој комшија, да мислите најдобриот комшија, он дома да ја тепа жената, куќето, децата и така натаму, ти мислиш ова е најдобриот комшија. Тоа е поради тоа што луѓето, ајде да не речам имаат социјални маски, ама некојаш и така. Имаме и социјални маски за надвор од дома, ама дома човекот ја осознава емоцијата вистинска на некој човек, иако може да и друго. Не е дека е социјална маска, при тоа што човекот може да биде добар генерално, не мора да биде он добар само за надвор, он може да е добар и дома, ама се случува еден феномен. И ќе ви објаснам што е тоа што мислам дека се случува како феномен. Гледате, кога имате желба да оставите добар впечаток, гледате, имаш намера да оставиш добар впечаток. Кога имаш намера да оставиш добар впечаток, имаш цел да оставиш добар впечаток. Но кога си дома, поради тој факт дека тие се твои и дека си ги освоил и дека знаеш дека тоа е здраво за готово, тогаш немаш намера да оставиш добар впечаток. И ако немаш намера да оставиш добар впечаток, тогаш се случуваат дадени работи кои што не се најсени. Кога дојде сопругов дома, изморен, он на работа бил концентрација, он бил фул концентрација. Затоа што гледате бил концентриран. Кога си концентриран си малку подстегнат. Ама ќе дојде дома и ке леле, сакам да се опуштам. И он ќе дојде и ќе се опушти. Ке легне, ке остави чорапите, кондурите, се на секаде, ке легне. Жена му едва и го чека да дојде дома. И он вика, ајбе, не ме напни се доста со тие муабети од работа, ама не може да те слушам више, дај, остави ме, се одморам, па цел ден слушам со луѓе, остави ме ти се, гледај. Он за сите луѓе имал време надвор, ама дома, за она кој ќе сака да му искомуницира нешто, не е фокусиран. Зошто? Затоа што он кој ќе дојде дома го губи фокусот и концентрацијата поради тоа што се опушта. И кикаш, јас сакам дома да сум релакс. Јас сакам дома да сум опуштен. Се, луѓе, човек што е опуштен, он не може да биде концентриран при комуникација. А основното нешто за добра релација е комуникација. И ако ти не си фокусиран и не си концентриран дома, и си опуштен дома, некој ти збори, ти не слушаш, ти си пуштил телевизија, си гледаш социјални медиуми, ти прават муабет,
Ти не регистрираш никого, поради тоа што не си сконцентриран и не си фокусиран на комуникацијата, затоа што си дошол со став, остајме дома да одморам. Ама и дома мораме да имаме креација и да имаме добра комуникација, што значи мораме да имаме фокус. Но една работа е, фокусот не мора да ве замори, фокусот не мора, концентрацијата не мора да е стегната. Ти можеш да си отпуштен, а да си сконцентриран. Можеш да си опуштен, а да си сконцентриран. Ама ако ти дојдеш дома и речеш ја ќе се опуштам, ја ќе се релаксирам, ја остаиме, не ме гњави, ама дојдов пола сат само да одморам, а некој сака ти каже нешто, детето сака ти каже нешто, сака те прашат за домашно, сега ти немаш време, затоа што сакаш да се опуштиш, сакаш да се одмориш и така натаму. И не викам дека не треба. Ама работејќи на себе, работејќи дадени работи, дадени курсеви за комуникација и така натаму, она што може да ви го направат е да бидете релаксирани, да бидете сконцентрирани. И кога човекот е сконцентриран, ама при тоа е у релаксирачка состојба, он се чувствува многу убаво. Има еден Садгуру, тој е еден индиец кој што има убави книги напишани, он вели, човек треба да биде intense and relaxed. Intense and relaxed, значи интензивен, а релаксиран. Ама он вика, наместо тоа луѓето се tensed, вика potenzia and laxed. Laxed е ваков, млитав. Вика, треба да сте intense and relaxed, а наместо тоа луѓето се tensed and laxed. А laxed е тен млитав. Ама ти можеш да си intense and relaxed. Ти можеш да си фокусиран, можеш да си сконцентриран, а при тоа да си релаксиран. И тоа е трикот за добрата релација по дома, поради тоа што секој човек што е сконцентриран, он може да има контрола врз тоа кое што околу него. Човек што не е сконцентриран, он нема контрола врз релацијата, он нема контрола врз ништо, затоа што ја нема концентрацијата. Дел од работите кои што ти ја губат концентрацијата се овој дефокус со социјалните медиуми, сторињата и така натаму, затоа што денеска сторито колку е? Една минута. Не можеш ако е над минута да го аплодираш сторито. И се што преме? Едно стори ќе свртиш, друго стори, трето, ја викам, младеви имаат воспаление на оваа тетива на палецот од вртење на сториња или скролање. И така натаму. Сега цело време ти си у дефокус. На еден пријател му праќам видео 10 минути, ми вика, леле, жаре, долго е. Долго видео 10 минути. Сега некој дете лектира да прочита, мислиш генијалец. Зашто? Не може да се сконцентрира, не може да се фокусира долго временски период. И дел од проблемот е дефокусот и неконцентрацијата кој што луѓето ја имаат, поради тоа што имаат цело време дефокус. А најголемата моќ што имаме е да се сконцентрираме на она што го правиме, да се сконцентрираме на тоа кај што сме во дадениот момент. Поради тоа што сега ние сме ги добиле луѓето, тие се наши. И друга работа само да не заборавам. Гледате, ќе се вратам на оваа поента. Наши се, ќе продолжам со опак. Наши се, така, си ги имаме. Сега гледайте, сте приметиле дека тој што го имаш и тој што е твој, очекуваш од него повише он да ти даде отколку што ти да му допринесеш на него. Слушнете го сега. Кога некој е ваш, гледайте, ајде да се вратиме на почетокот на релацијата со дечкото и девојката. Не била негова, он давал на неа, он креирал на неа, он создавал за неа. Ама се е негова, и стал прстен, 4-та година, 5-та брак. Он се очекува, гледа си ги има деца на, не се ни негови више, готово, он се абстрахирал од комуникацијата со децата, више не е ни дел од фамилијава, трнате на страна, гледа си ги има деца на, незини се само. Сега гледате, у целава ситуација, она што се случува, е ти кога некого го имаш и го зимаш здраво за готово, ти очекуваш он да ти допринесе повеќе, отколку што очекуваш од други да ти допринесат. Ти очекуваш од жена ти да ти допринесе повеќе, очекуваш од мајка ти да ти допринесе, очекуваш како да е тоа нивна должност. Должност име. Зашто? Па фамилија мисли. Па што ако се фамилија? Се ние секојаш очекуваме од фамилијата поише, очекуваме дека они се мора да прават за нас. Дури и ние да не се потрудиме, ние очекуваме они да ни дадат. Ама гледате, тој дисбаланс на допринос прави проблеми у сечи релации. Дисбаланс на допринос, еден со друг допринесување, прави дисбаланс во сечи релации. Сега ти очекуваш од некој што е твој, он да направи нешто за тебе без да му искомуницираш, без да го припремиш, без да му најавиш. Сега ти очекуваш дека он треба да знае што ти мислиш. Очекуваш дека он треба да по дефолт да направи нешто.
ти до толку очекуваш он да го направи тоа што не си ни помислив однапред 2 дена да му најавиш, ако ти е сестра да ја најавиш, ако ти е брат да му најавиш, ако ти е татко и мајка да му најавиш. Не, чуј ги децата денеска. Чекај бе, јас знаеш на театар мислев, бе, шо сега ти на театар има да идеш, кај ти ки идеш на театар, чуј ги деца. Сега гледайте, нема ни најава, нема припрема, нема ни дали би можела 2 дена однапред, затоа што замисли сега ти речеш на некоја пријателка, слушај, можеш ли да ми ги чуваш децата зашто ја треба да идам некаде? Па ти на таа пријателка која ќе сееш, те молам, знаеш што, дали би ти можела, ми се јавиш 3 дена претходно затоа што ако се јавиш сега за 1 сат ќе ти е глупо да се јавиш, затоа се речеш па некултурно, да. Ама не ти е некултурно да ја кажеш на мајка ти, слушај, чувај ми ги децата, затоа што јас сега морам да идам. Ама замисли да ние речеме, чекај, се однесуваш на мајка ти како да ти оваа пријателкава твоја и сега ти на пријателката твоја викаш, слушај, може ли те замолам да ги причуваш децава, поради тоа што ние у сабота на се вторник, у сабота треба да идеме со сопругот таму и таму, ќе ти биде ли проблем ако ја ги донесам децата, ќе ти биде ли проблем? Луѓе, па така и на мајката ние да се обраќаме, нема да имаме проблем. Ама ние очекуваме од тие што се блиските да ни се вака. Опскок, тап. Ти ке посакаш, некој треба ти сервира. Ти ке посакаш, некој треба ти сервира. И тоа очекување што ги имаме од најблиските, затоа што ние очекуваме они да направат нешто што никој друг не би го направил, и сега ти викаш зашто? Па сестра ми е, па брат ми е, па татко ми е, па мајка ми е. Да ви кажам приказнено. Ова се има случајно во Америка. Таткото и мајката продале куќа на керката. Ја продале куќата на керката. Луѓе, замислете у Македонија да се деси ова. Ја не знам дали има случај таткото и мајката у Македонија да ја продале куќата на керката и на синот. Не знам ја дали има таков, може има, ама е редок случај. У Америка ова е чест случај. И се една моја пријателка ми кажува како се зачудила или колку било зачудувачки тоа што у Америка таткото и мајката ја продале куќата на керката. Ако ме прашате мене, тоа е убава размена. Они им требаат пари за да идат на крстосување, за да идат на крстарење, да отидат на Флорида, да се купат нешто на Флорида, па и оваа ќе дое на Флорида да ги види. Не, ама кај нас, ама ти си тато и мама. Па што? Па синов очекува да добие 1000 дарка од сабајле од тато, по пладне 500 од мама. Он очекува 1500 денара денеска, затоа што мисли ако не му дадат 1500 денара, он протестира, он ќе прави драма, он ќе прави скандал, па ќе стане недобар син. Затоа што очекува дека мора да му дадат све. Сега, тие очекувања ние секојаш ги имаме од најблиските. И тие мислам дека се пренагласени очекувања. Не знам дали се согласувате. Тие се пренагласени со очекувања. И тоа не револтира. И гледате сега, она ќе се наљути зашто мајки у 5 до 12 ова кој рекла она не може да ги чува децата. И што се случува? Они е љута на мајката. Мајката се револтира. Па сега ќе се изнервира и таткото. Па сега ќе дое таткото. Па ќе избори на неа. Не знам што и да се случува. Синов откажал у 5 до 12 ручек. Мајкава правила ручек. Он рекол ќе дојде на ручек у сабота со жена му. И на крај, они, затоа што немаат внимание на тато и мама, затоа што на тие што се наши ние немаме толку внимание како на некои кои што не ги знаеме. Замисли он да му откаже ручек на шефот, го викнал на ручек да дојде кај него. Што? Тој нема ќе се тувка. Што и да има? Закажал тениска, откаже баскет за да иде кај шефот на ручек за да го испочитува. Ама кај тато и кај мама ручек откаже у 5 до 2, заборел дури да им каже дека треба да иде на тенис. Заборавил, зашто? Ма не ги есапи, не ги става подразно, не ги става на памет, затоа што очекува дека у таа околина и со фамилија он може да биде најнегативна верзија од него и дека мора да биде прифатен. И тоа треба да не е проблем. И гледате, тие негативни очекувања мислам дека прават проблем во сечија фамилија и во сечија релации. Поради тоа што немаме почитта кон фамилијата. Ама почит обично се губи кон она што ќе стане твое. Гледайте, почита се губи кон она што ќе стане твое. Затоа клучот е да е наше, ама и да не е наше. Да имаме чувство дека е наше, ама и дека не е наше. Затоа што тогаш ја враќаш почита. Сте виделе дечко и девојка? Не се цената еден со друг после некој период и ќе се разделат. После се немаат. Се он сака да освои пак, она сака да освои него пак. Се враќа почитта.
Почнуваат да го ценат другиот. Зашто? Затоа што не е до нив, зашто не е нивен. Ама ако размислите, се едно филозофско прашање. Ако нештото кое што ќе стане наше више не го цениме, тоа значи дека не се цениме ни ние себе. Размислете. Ако нештото стане ваше, ти викаш мое, и почнеш да не го почитуваш, значи дека твојата нешто што ти го имаш, наместо да го почитуваш, поише, затоа што е поврзано со тебе, ти го негираш. Ама нели е тогаш вистина дека ако нештото е наше и не го почитуваме, тогаш ние не се почитуваме себе, поради тоа што нештото што е наше е поврзано со нас. Ова е правило за сите. Нештото што ќе стане наше, ајде поише да го почитуваме, дури поише да го почитуваме од нештото што не е наше. Затоа што на тој начин ќе речеме, чекај, па ако нештово е мое и ја го почитувам, значи дека се почитувам и себе. Ама ако нештото стане ваше и го третирате како помало од махово зрно, и го третирате со деградирање, негирање и неубави комуникации, неконцентрација кон комуникацијата, што и да е, тогаш тоа е недобра слика за нас, поради тоа што сепак е наше. Сега, друго нешто што е многу важно, што сакам да го кажам, ова е малку филозофско, можеби нема да се согласите тука со мене, можеби имате други концепти. Гледайте, фамилија, кој имаме луѓе, кои што су една фамилија, имаме тато, мама, брат, друг брат, сестра, две сестри, кој да е. Тоа е група, каде што имаме, ајде кажеме, 4 члена. Тато, мама, брат и сестра. Тато, мама, брат и сестра, тато и мама, нивните тела се споиле да направат ново генетско тело. Искрирале ново тело. Нивните две тела искрирале ново тело. Но гледайте, ние сме душа, ние сме духовно битие, имаме ум, имаме тело. Телото, кога ќе влезе во интимни релации со друго тело и направи дете, тогаш се прави ново тело. Но при раѓање, душата што доаѓа да го земе тоа тело, таа душа не е сродствено поврзана со другите тела у таа фамилија. Што сакам да кажам? Кога ќе дојде сестрава е некоја душа која што дошла од не знам кај. Братов е друга душа, не поврзана со таа душа. Целосно различен карактер, целосно различни карактеристики. Тато и мама се поврзале некако, ај ке речеш, може би се одбрале затоа што се маж и жена, би требале да имаат некои слични карактеристики, заеднички вредности и цели, ама не секојаш е тоа така. Напротив, многу често ќе имаш два целосно различни карактери кои што ќе се поврзат сексуално или на било кој начин ќе се поврзат со некоја хемиска енергија, ќе се спојат, ама не се споиви душите. Душите се различни. Сега на тие две души кои што се различни, дојдени се уште две различни души кои што се дојдени во таа фамилија, кога телово се раѓа, духот го земал тоа тело, и сега тие души уопште немаат сличен карактер. Колку често ќе видите две сестри целосно различен карактер, брат и сестра различни, двајца браќа, ден и ноќ. И ти кажеш како е мосто браќ, па затоа што телото има иста генетика, телото има заеднички сличности, душите не. Зашто душата е неповрзана со другата душа која што го има земано тоа тело. И се имате 4 целосно различни карактери, кои што многу различни точки на гледиште имаат многу различни ставови, имаат многу различни карактеристики. И затоа е многу тешко да се разбереш со некој. Можеби ти и татко ти си мека душа, татко ти е остра душа, татко ти цело време критикува, ти никогаш не ćeš да критикуваш, не ćeš да му сгрешиш на никого, и са ти со татко ти како да имаш добра релација. Тоа не се, ти татко ти би го одбрал за другар твој? Не. Не би. Ајде да речеме филозофски, може човекот да биде многу свесен и при раѓање да знае дека дошол у добра фамилија. Перципирал како дух каква е фамилијава, бам, доаѓа некоја фамилија фантастична, супер, честито, паметен дух. Ама не секогаш човекот е свесен за тоа. И не, дури не знаеме како сме завршили у фамилијава. Ајде, затоа изборам ова е малку мистично што го зборувам, разбирам, ама сакам да ви дам точка на гледиште кој што мислам дека ќе ви објасни зошто е тешко со тие четворица или тројца, заедно со вас четворица или петорица, обично, нели во Македонија се најголемиот просек се 4-членова фамилија, ајде да речеме дај Боже 5-6 членова, ама некојаш си трочлено. И сега ти кога доеш тие 4-членова фамилија не се разбираат поради тоа што не се иста душа. Не се исти карактерни црти, не се исти карактери, не е тоа ист ум. Ме разбирате, имате еден ум кој што е људ и надчија секојаш управо, имаш друг ум кој што е флексибилен, кој што не држи над, кој што не мора секојаш да го управо. Па сега тој ќе трпи.
Тој ќе трпи, затоа што овој кој што е нефлексибилниот, тој ќе направи проблеми. Така? Сега, целата идеја е дека ако го разгледаме ова на малку по глобален начин, на малку по-широк начин, ќе сватиме дека не е лесно, поради тоа што ти си се споил во група која што ти не си избрал, или може би си избрал, ајде така да речам. Сега, полесно е кога ќе одбереш пријатели, поради тоа што ти имаш опција да одбереш, ќе речеш овој не ми чини, овој не ми чини, а овој ми чини, овој ми чини, овој ми чини, бум, ќе се споиш со 4 пријатели каде што ти си у хармонија целосно, си викаш убаво се разбираме у друштво, ама и у друштвото не е така обично. Сега, гледате, поентата што ми е дека мораме да имаме толерантност, поради тоа што прво, ако станува збор за мама и тато, тие не израснале, ни дале живот, тука сме поради нив и така натаму. Ја не викам дека секојаш се они управо, поради тоа што не се. Ама ако ја вратиме почитта, ќе ја вратиме добрата релација. Секогаш почитта претходи на добра релација. Не почит кога ќе дојде крај на било која релација. Кога ќе влезе непочит у бракот е крај. Кога ќе влезе непочит у врската е крај. Крај. Се мачилиште станува, може не е крај. Не дај Боже да е крај. Ама дај Боже да работат на враќање на почитта. Враќање на почитта. Сега не знам, сигурен сум дека е сега уште така, ама порано знам дека мајка ми кога ќе влезеш у автобус со мене секогаш ми кажуваше да станеш сега седни синко, сега треба да станеш, види доаѓа постара жена, сега стани доаѓа постар човек. Тоа е почит. Тоа не е нешто што е тешко, само е нешто на кое што ние треба да се вратиме. Мислам дека сега во помодерните времиња не се учи тоа што порано се учеше, барем ја така мислам. Нели? Едноставно имаше некој тип на почит. Ајде да не речам страв, поради тоа што не е тој убав збор. Ама почит, тоа се манири, тоа се добри дела, тоа е начин на размислување. Сега треба сите да има таа почит. И детето заслужува почит. Ако е дете. Не може да рече, дете е. Не, и детето заслужува почит. И таткото заслужува почит, и мајката заслужува почит, и децата, сите заслужуваат почит. И кога таа почит ја имаме, знаете што значи почитта? Кога гледаме некој на високо ниво. И кога имаш почитта, не ти доаѓа да направиш неубава комуникација. Ама падне ли почитта, тогаш ти си даваш дозвола да го третираш другиот човек за никаде, поради тоа што ти си одлучил дека почитта ќе ја нема, и поради тоа што ја нема таа почит, ќе ја нема ни убавата комуникација. Ако сакаме да ги вратиме релациите на исправно ниво или на подобро ниво, пред се мора да ја вратиме почитта. Знаете, имате релации каде што имате љубов без почит, тоа не е добра релација. Почит со љубов е идеална релација, ама почитта треба да е појака од љубовта. Гледате, многу често имате некој човек, ама зашто ова го направи, зашто? Па те сакам. Он у име на љубовта кој знае што глупости направил, или она на него. Ама кога имало почитта, човекот не дозволува од себе да излезе негативна енергија. Гледаш, почитта кон друг е еднакво на почит кон себе. Поради тоа што ако друг не го почитуваш, ќе почнеш да станеш везија од себе, од која што ти ќе се згрозиш. Ако не почитуваш друг човек, ќе станеш верзија од себе, од која што и ти ќе се згрозиш. Сега речеш да, ама он те натерал. Да, ама ти ако го спуштиш него во твоите очи, он те спуштил тебе. Гледа, тука е проблемот. Кога он ќе те спушти тебе, тога ще тери ти да го спуштиш него во твоите очи. Затоа е таа размена многу важна. Едниот ќе го спушти другиот и тој не може веќе да го држи другиот на високо ниво, затоа што тешко е. И затоа е взаемна почитта важна за да имаме добри релации. Взаемна почит. Ама некојаш она што треба да го знаеме е дека почитта доаѓа од граници и тие граници мораме да ги ставиме љубезно, не грубо, љубезно кон околината. Поради тоа што кога има граница, има почит, ако има почит, не мора да има љубов. Битно е да има почит, ќе има многу добра комуникација, многу добра релација. Поради тоа што сум видел ситуации каде што имате љубов у наводница, ама тоа е чудна љубов, каде што во име на љубовта, каде што нема почит, се случуваат разноразни драми и разноразни серии кои што уствари во име на љубовта прават деструкција. Почита ја спречува деструкцијата, почита кон другите луѓе не крема нас на повисоко ниво. Почита кон другите луѓе не крема нас на повисоко ниво. Така да вратете ја почита, барајте луѓето да ве почитуваат вас. Ако не знаат како да ве почитуваат, им е тешко. Ставете културни и учтиви граници и ќе видите дека почита ќе се врати. Имајте убава вечер, се гледаме у петок. Чао!